Добро вечер. 2 април 2026 година. Вие го следите Дневникот на КТВ телевизија. Караванот каде што срцето е дома на Министерството за локална самоуправа во Неготино. Министерот Перински прво разговараше со градоначалничката Марија Нацева, а потоа и со советниците и представниците на јавната администрација. Почитувани представници на медиуми, почитуван министер на локална самоуправа, особено јавно сакам да ја истакнам честа која што денеска ние како општина Неготино ја имаме, односно во посета на нашата општина е министерот за локална самоуправа Златко Перински, каде што остваривме средба во кабинетот на градоначалникот, разговаравме за актуелни теми во делот на работењето на локалната самоуправа и на општината, каде што ги изнесивме сите оние проекти кои што се реализирани, кои што доправа ќе се реализираат во текот на работењето. При тоа подоцна остваривме исто така средба и со Советот на општина Неготино, остваривме средба и со делот од администрацијата, каде што извршивме промоција на сите оние активности кои што е предвидено да се реализираат преку караванот каде што срцето е дома. Особено сакам да ја истакнам можноста каде што ние како локална самоуправа, не само општина Неготино, туку и останатите општини, добиваме несебична поддршка од самото министерство, како во делот на финансиски средства, така и во делот на реализацијата на проектите. Можам да извеам неколку клучни проекти кои што општина Неготино ги има реализирано преку Министерство за локална самоуправа. Првиот проект кој што би го издвоила е реконструкција на тротоари долж Маршал Тито во вредност од преку 2.600.000 денари, финансиски средства обезбедени од Министерство за локална самоуправа. Втор проект кој што би го издвоила исто така е реконструкција на остатокот од тротоарите на улица Маршал Тито, односно втор дел, а проект кој што е во вредност од преку 1.400.000 денари, исто така финансиран од Министерство за локална самоуправа преку Вардарски плански регион. Во делот на ИПА преку гранична соработка, исто така би сакала да истакнам дека имаме одлична реализација на проекти, каде што ние како општина имаме аплицирано, имаме добиено проекти. Еден од тој проект кој што би го издвоила е проект за подобрување на начинот на живот на лица во поодмината возраст, односно на лица со попреченост во своето движење и лица со деменција, каде што вредноста на проектот во буџетот на општина Неготино изнесува преку 130.000 евра, додека во делот на јавна здравствена установа Здравствен дом изнесува вредност од 121.000 евра, додека во овој проект кофинансирање Министерство за локална самоуправа има 15%. Во делот на реализацијата на овој проект, општина Неготино обезбедува преадаптирање на простории кои што ќе бидат опремени со медицинска опрема, односно со справи, каде што ќе има ангажирано стручен тим од 4 лица кои што ќе обезбедат непречено реализирање на сите овие активности за подобрување на животот на овие лица од оваа засегната категорија. Во делот на јавната здравствена установа исто така предвидено е адаптирање на медицински соби кои што ќе бидат наменети исто така за имплементирање, односно за давање на медицинска помош на лицата со попреченост, на лицата со деменција, набавка на ново возило за брза помош, набавка исто така на дефибрилатори и на сите оние реквизити кои што се неопходни за овозможување на подобар живот на овие лица опфатени во овој проект. Исто така, овде би сакала да ја потенцирам и поддршката која што ние како општина Неготино ја добиваме од владата на Република Македонија на чело со премиерот Христијан Мицковски, каде што на двата јавни повици кои што беа објавени, ние како општина Неготино имавме одобрени 13 проекти во вкупна вредност од преку 210 милиони денари, проекти кои што се реализираат и кои што доправа ќе доживеат своја реализација, каде што општина Неготино во следниот период ќе доживее една своја градежна експанзија. Денешните теренски посети под мотото каде што срцето е дома ги почнуваме овде во Неготино, потоа продолжуваме во Валандово. Имавме прилика да разговараме со градоначалничката и можам да кажам дека сум презадоволен од она што го слушнав од нејзина страна, затоа што сум уверен дека оваа општина има еден континуитет на
раст и развој и во периодот кој што ќе следи ќе продолжат во таа насока да одговараат согласно потребите на граѓаните. Она што за нас е битно како представници од централното ниво на власт е да наоѓаме модалитети на било кој основ да им пружиме помош и поддршка на локалните самоуправи. И ако нешто е одлика за оваа влада, тоа е помошта и поддршката насочена кон локалните самоуправи. Само за потсетување ќе кажам дека веднаш по транзицијата на власт, оваа влада извои приближно 20 милиарди денари насочени кон интервентна финансиска помош и поддршка за реализација на и подобрување на капиталната инфраструктура. Сега во делот на зголемување на финансиската независност на општините работиме за потенцијално ажурирање на базите на даночни обврзници за да им дадеме една поголема финансиска независност на општините. И третиот столб кој што сме главно фокусирани е во делот на обезбедување на експертиза, експертска помош во делот на пренос на знаење за да им се помогне на општините да можат посовесно да ги извршуваат своите изворни надлежности. Мислам дека сите работи кои што досега се направени и сите работи кои што во иднина ќе се направат, во многу ќе ја сменат сликата на територија на Македонија во делот на функционирање на локалните самоуправи и јас сум убеден дека заедно во соработка помеѓу централната и локалната власт Македонија ќе стане едно многу посоодветно и поубаво место за живење. Јавното предпријатие Комуналец од Кавадарци прави голем чекор кон целосна дигитализација на своите услуги. Со цел побрза и поефикасна комуникација со граѓаните, предпријатието воведува електронска достава на сметки и нови дигитални алатки за пријавување на состојбата на водомерите. Директорот Гоце Ангеловски најавува дека овој процес ќе донесе значителни олеснувања за корисниците, но и подобра ефикасност во работењето на самото предпријатие. Со замената на повеќе од 2000 водомери на далечинско отчитување направивме поефикасно и поредовно отчитување на самите корисници, со што дополнително во наредниот период ќе се ангажираме за целосна дигитализација на водомерите во градот. Со правењето на платформата Е-Комуналец го олеснивме пристапот на граѓаните за побрза и поефикасна наплата, пријавување на проблеми, пријавување на состојба на водомер и многу други работи, се со единствена цел да ја олесниме комуникацијата со граѓаните на секое можно ниво. Еве од овде, во делот на дигитализацијата, сакам да најавам неколку проекти кои ќе се случат уште од следниот месец, а тоа е доставување на електронски сметки на сите физички лица кои што ќе се пријават во нашите служби и ќе достават мејл адреса каде што ќе ги добиваат сметките. Исто така воведуваме многу наскоро електронско отчитување и наплата преку баркодови на сите тезги на пазарот со посебна програма за електронска евиденција во било кој момент каква е состојбата со изаденоста на тезгите, како на градскиот пазар, така и на новиот биопазар кој што за многу брзо ќе биде реалност и ќе биде предаден на јавното предпријатие Комуналец. Изработката на електронска евиденција на работните налози, поврзани со магазинот, односно со материјалното работење, евиденција на работното време со нов современ систем, софтвер на евидентирање и контрола е само еден сегмент од целокупното успешно работење на самото предпријатие и во делот на дигитализацијата. Сакам да ја нагласам и соработката помеѓу сите сектори на јавното предпријатие со општина Кавадарци и со нивните служби, при што со една координирана активност на дневна основа, вистински сервис на граѓаните. Во делот на финансиите, односно финансискиот извештај, морам да потенцирам дека имаме редок пример во државата за добар финансиски извештај во делот на комуналните предпријатија. Од самиот извештај можеме да увидиме исклучиво намалување на приходи на вода од правни лица, а таа ви го кажав и претходно исклучиво поради неработењето на ФЕНИ, додека имаме зголемување во делот на приходи по основ на продажба електрична енергија и по основ на зголемените програми за јавна чистота и зеленило со општина Кавадарци.
Додека во делот на трошоците и покрај секојдневното покачување на цените за резервни делови, репроматеријали и сите останати материјали кои што секојдневно ги користиме, можете да видите и сами на намалување на средствата за суровини и материјали за 20% помалку во однос на минатите години. Резервните делови и покрај амортизирањето на возниот парк се постојано во иста граница. Останатите трошоци на минимум сведени се со цел да се добие на крајот од годината состојба како што ја имаме сега. Повторно, најголем трошок се платите на вработените, кои што законски секоја година мора да ги покачите по закон за работни односи и по колективниот договор. И на крајот сакам повторно да ве потенцирам дека вредност на основните средства на јавното предпријатие Комуналец повторно е пораснат во однос на минатата година и баш заради тоа колична стисфакција на секој менаџер треба да биде со која вредност ја преземал фирмата, а со која ја оставил по завршувањето на неговиот мандат. Во тек е реконструкцијата на градскиот базен во Кавадарци. Се очекува истиот да профункционира како забавен воден парк и за младите и за постарите. Продолжуваат градежните активности за реконструкција на градскиот базен во Кавадарци. Реконструкцијата предвидува намалување на нивото на базенот со комплетно нови плочки, нов пумпен систем за вода и филтри. На дел од големиот базен ќе се постават и тобогани, а другиот дел ќе се остане рекреативен. Во малиот детски базен ќе се постават детски реквизити за водните лудории за децата, а во партерот ќе има и детско игралиште на гумена подлога. Комплетно ќе се реновираат тоалетите, соблекувалните, тушевите, партерот околу целиот базен, соба за доктор, влезни парти, нови кровови на постоечките шанкови, лежалки и се што е дополнително потребно за градскиот базен да функционира како забавен, воден парк и за младите и за постарите. Кавадарци го зголемува бројот на садниците и зелените површини. Во месец април ќе се засадат околу 250 садници на неколку локации во градот. Во пресред на пролетта започна акцијата за садење на дрвја на повеќе локации низ општина Кавадарци. Акцијата се реализира во соработка со јавното предпријатие Комуналец Кавадарци и мој општинар. Во текот на месец април ќе бидат засадени вкупно 250 дрвја, 10 годишни школувани на повеќе значајни локации, меѓу кои 8 септември, парк Полана, парк Лепотици, парк Кочорацин, патека Ристо Миов, Западен булевар на влезот од Прилеп, парк Страшо Пинџур, Калница, 25 мај, Солунска глава, градски парк, спортска сала Јасмин и Силекс, а дрвата ќе бидат од видовите Туја Будварди, Хамае Кипарис Ларсонијана и Туја Окиденталис. Овие дрвја се донација од општествено одговорната компанија Кожувчанка. Со оваа акција се придонесува кон разубавување на јавните површини, подобрување на квалитетот на воздухот и создавање поздрава и поквалитетна животна средина за сите граѓани. Од кабинетот на градоначалникот Јанчев порачаа да продолжиме заедно да го градиме Кавадарци како зелена и современа општина. Водостопанство Тиквеш доби нова опрема во вредност од 30 милиони денари. Водостопанство Тиквеш после подолг период прв пат се поднови со нова механизација во вредност од некаде над 30 милиона денара. Механизацијата ќе ни оди во прилог и тоа што чистењето на каналите ќе ни биде многу во поолесната форма со тоа што човечкиот фактор ќе се исклучи во многу региони. Знаеме дека големите канали кои ни се во должина од над 100 километра комотно ќе може да се минат во многу краток временски период, а со овие опрема која што денеска ни пристигна, траењето на чистењето на тие канали ќе биде видно намалено. Денеска е 2 април, светски ден на аутизмот. Општина Кавадарци потсетува дека лицата со аутизам се рамноправен дел од општеството и заслужуваат еднакви можности и поддршка во сите активности на заедницата. По повод 2 април, светскиот ден на аутизмот,
Општина Кавадарци ја истакнува важноста од подигнување на свеста, разбирањето и прифаќањето на лицата со аутизам во нашата заедница. Како општина која посветено работи во областа на социјалната заштита, денес потсетуваме дека лицата со аутизам се рамноправен дел од општеството и заслужуваат еднакви можности, поддршка и пристап до образование, услуги и активности во заедницата. Различностите не треба да бидат пречка, туку можност за градење похумано и инклузивно општество. Со разбирање, трпение и поддршка можеме да создадеме средина во која секое лице ќе се чувствува прифатено и вреднувано. Општина Кавадарци останува посветена на унапредување на социјалната заштита и создавање услови за поголема инклузија и еднакви можности за сите граѓани. Различни, но еднакво вредни, и заедно градиме општество без бариери. Со далеководот Битола Елбасан, Македонија првпат се поврзува со сите енергетски системи во регионот. Изјави денеска премиерот Христијан Мицкоски на поставување камен темелник на 400 киловати далновод од трафостаницата Битола 2 на граничниот премин Ќафасан на македонско-албанската граница. За прв пат стануваме целосно поврзани со сите соседни електроенергетски системи. Тоа значи повеќе сигурност за граѓаните, повеќе стабилност за стопанството и повеќе можности за развој. Во енергетиката нема изолирани системи, нема затворени кругови, секој систем дише заедно со другите. Токму затоа оваа интерконекција не е само национален проект, таа е дел од Европската енергетска мрежа. Таа подразбира баланс, сигурност и способност да интегрираме нови извори на енергија, посебно фокус ставаме на обновливите кои се иднината. Но овој проект не беше лесен, напротив, беше еден од најкомплексните со кои што сме се соочиле. Кредитот бил обезбеден уште во 2015 година, договорот подпишан во 2020 година, а реализацијата речиси непостоечка. Наместо градежни активности, годините беа потрошени во преговарања, одложувања и обиди за промени на цените. Беше набавена само дел од опремата без суштински напредок на терен. И тука доаѓа суштинската разлика. Ние не дозволивме овој проект да остане уште една пропуштена можност. Донесовме храбра, но неопходна одлука да се раскине договорот кој не даваше резултати. Одлуката беше донесена под длабока анализа со форензичка поддршка, со меѓународни консултанти и во координација со ЕБОР. Ја заштитивме државата, ја зачувавме инвестицијата, повеќе од половина од веќе набавената опрема останува во сопственост и ќе се искористи. Не дозволивме ниту еден ден повеќе да се губи, ниту едно евро, денар да се потроши на страна. Потоа следеше најтешкиот дел, рестарт на проектот кој со години стоел во место. Се соочивме со правни, технички и организацијски предизвици, со имотно правни прашања, со потребата од усогласување со меѓународни стандарди и ФИДИК правила, со обврска да го вратиме проектот во живот, без да ги изгубиме веќе вложените ресурси и во таа цел успеавме. Со транспарентна постапка преку системот на ЕБОР избравме нов изведувач согласно највисоките европски стандарди. Тоа е гаранција дека овој пат работите ќе се движат и нема да стојат. Овој проект денес е спасен, рестартиран, поставен на здрави темели, но повеќе од тоа овој проект е и порака. Порака дека како две земји можеме да соработуваме и да носиме заедно тешки одлуки. Порака дека знаеме да ги исправиме грешките од минатото, порака дека знаеме да градиме иднина. Со овој проект ние не градиме само енергетска врска, ние градиме доверба кај инвеститорите, кај партнерите,
кај граѓаните. Градиме позиција на стабилен и сигурен партнер на Европа. И затоа денес, кога зборуваме за Битола Елбасан, не зборуваме само за кабли и столбови, зборуваме за енергија, што ќе ја движи економијата, зборуваме за стабилност, што ќе ги штити граѓаните, зборуваме за иднина, која ќе ја градиме заедно. Доаѓа времето кога Македонија нема да биде на периферијата на енергетските текови, туку во нивниот центар, и тоа време започнува сега. Колку треба да поскапи лебот за Мицкоски да преземе мерки? Праша од Социјалдемократскиот сојуз на Македонија. Колку треба да поскапи лебот? Колку треба да поскапат цените на храната за Христијан Мицкоски конечно да превземе мерки? Мицкоски секојдневно ги лаже граѓаните. Вели дека владата ја следела состојбата додека цените растат, а стандардот на народот паѓа. Празните фрижидери и празните джебови не можат да го чекаат Мицкоски. СДСМ навреме предупреди дека растот на цените на нафтата ќе предизвика бран поскапувања на храната. Денес тоа се случува. Поскапува лебот. Веќе се поскапени зејтинот, јајцата, млекото, овошјето и зеленчукот. Мицкоски ги држи граѓаните во сиромаштија, без мерки, со најниски плати во цела Европа. Владата одби да ја покачи минималната плата на 600 евра. Од овој месец минорни 1667 денари ќе биде покачувањето на нашите плати. Во оваа скапотија тие пари немаат никаква вредност. 2 килограми домати, 2 килограми краставици, табла јајца и 4 литри бензин, ете, толку вредат 1600 денари денеска. За само 3 месеци растот на цените изеде над 2500 денари од буџетот на граѓаните. Синдикалната минимална кошничка достигна речиси до 68.000 денари. Сега ниту 600 евра плата не е доволна за граѓаните да можат да го преживеат месецот. Наместо да штити тесни бизнис интереси, владата мора веднаш да превземе мерки и да ги прифати сите решенија на СДСМ. Намалување на ДДВ на горивата од 18% на 5%, намалување на акцизата за 4 денари, 0% ДДВ за основните прехранбени производи, преполување на патарините. Граѓаните не можат да чекаат. ЗАЕФ и СДС со години не ги негира аудиоснимките во кои се вели дека Миодраг Давидовиќ Дака му дал 300.000 евра и 2.000 метри квадратни земјиште на ЗАЕФ, рече на денешната пресконференција Бране Петрушевски од ВМРО ДПМНЕ. ЗАЕФ и СДС со години не ги негира аудиоснимките во кои се вели дека Миодраг Давидовиќ Дака му дал 300.000 евра и 2.000 метри квадратни земјиште на ЗАЕФ. Посредникот на ЗАЕФ, Зоран Милевски Кичеец, според аудиоснимките кои излегува во јавноста во 2020 година, го рекетирал прорускиот бизнисмен Дака, кој му дал 300.000 евра и 2.000 метри квадратни земјиште на ЗАЕФ за возврат да добие бизнис услуга. Во снимките јасно се слуша како Дака му вели на Кичеец дека парите кои му ги дал на ЗАЕФ ги искористил за изборен инженеринг за референдумот за името. Овој круг стигнува и до тогашниот владин генерален секретар на ЗАЕФ Драги Рашковски, што значи само едно, а тоа е дека тогашната власт на СДС била поврзана со прорускиот бизнисмен Дака, а потоа и помагале за менување на дуб во град во Западна Македонија, но за тоа ќе го потсетиме македонскиот народ на утрешната пресконференција. До ден денес, негирање од страна на ЗАЕФ и СДС за овој случај нема. Граѓаните мора да знаат дека каде има криминал и корупција, таму се ЗАЕФ, Филипче и СДС. Генералниот секретар на СДСМ Александар Саша Димитриевиќ на денешната пресконференција соопшти дека СДСМ поднесе кривична пријава против гувернерот на Народна банка на Република Македонија Трајко Славески. Димитриевиќ посочи дека кривичната пријава е поднесена поради основано сомнение за сторено кривично дело несовесно работење во службата. Новиот јавен обвинител Савевски, откога е дојден на функцијата, работи исклучиво по нарачка на Христијан Мицковски. Како што и претпоставувавме, Мицковски и овој пат лаже, кога вели дека не го познава
и дека биографијата била пресудна. Изгледа дека нашите сомнежи ќе се покажат како реални. Мицковски на телевизија разрешува обвинител, поставува своји советници за судии, сопруги на партиски функционери и не спроведува реформи. Потоа, одговорница му задава задачи на обвинителот. Прво, со случаите поврзани со Мијалков и бомбите, а сега и со одземање на предметите за имотот на ВМРО ОКГ. Случаите познати како Талир 1 и Талир 2 за нелегално партиско богатење, незаконски стекнат имот, незаконска бела палата на ВМРО ОКГ. Значи, ова е чекор кон спас на криминалниот имот на ВМРО ОКГ, најбогатата партија во Европа. Се уште нема одговори од јавниот обвинител ниту за криминалните скандали и тендери кои ги објави антикорупцијскиот тим на СДСМ. 161 тендер за една фирма, 51 тендер за друга, 74 тендери за омилената фирма на власта преку општините, 9 милиони евра со само двајца вработени фирма, 1,2 милиони евра за фирма блиска до знам преку пошта. СДСМ нема да молчи. Ќе се бориме за правдата. Денеска поднесуваме нова кривична пријава против Трајко Славевски, гувернер на Народната банка. Основа на сомнение за сторено кривично дело, несовесно работење во службата по член 353В од Кривичниот законник. Постои основано сомнение дека гувернерот Трајко Славевски со несовесно постапување предизвикал штета врз буџетот и правниот поредок. Прво, пробиен е законскиот рок за предлог на вице-гувернери, со што е директно загрозено легалното функционирање на Народната банка. Второ, постојат сериозни индиции дека по истекот на мандатите на лицата им се исплаќале плати за функции кои веќе не смееле да ги вршат. Трето, овие лица продолжиле да носат одлуки во Советот на Народната банка и по истекот на роковите, што ги прави тие одлуки правно спорни и ништовни. Бараме обвинителството да постапи, да ги испита сите наводи, да обезбеди докази и да покрене постапка. Ајде да видиме дали обвинителот ќе постапува по закон или по налог на Мицковски. СДСМ нема да молчи. Ова е само почеток. Нема да не запре никој. Борбата продолжува и сите оние кои што се огрешиле пред законот ќе одговараат. Ако не денес, тогаш кога правосудството ќе биде ослободено. Групна изложба, насловена како мајкинство од групата моми во Кавадаричката музеј галерија. Делата на авторките укажуваат на сложената и динамична врска во која секое лично искуство е извор на уметничка инспирација. Утре петок, 3 април, со почеток од 20 часот, во музеј галеријата на град Кавадарци, ќе биде отворена изложба насловена како мајкинство од група уметнички кои настапуваат под името Моми. Во оваа група членуваат Ана Ивановска, Зорица Зафировска, Кристина Хаджиева, Маја Кировска, Марија Сотировска, Татјана Ристовска и Христина Зафировска. Авторките пристапуваат кон темата низ сопствени наративи, каде секојдневието, телесноста и емоционалните состојби стануваат материјал за уметничка артикулација. Мајчинството тука не е дефинирано однапред. Тоа се појавува како процес, променлив, понекогаш контрадикторен, но секогаш присутен како дел од идентитетот. Наместо да нуди конечни заклучоци, изложбата отвора поле за размислување како се обликува уметничкиот глас во услови на грижа, одговорност и блискост. И дали токму во тие состојби се создава нов, поинтимен и послоевит израз. Наместо спротивставување, овие дела укажуваат на сложената и динамична врска во која секое лично искуство станува извор на уметничка инспирација.
А сега, почитувани, вести од спортот. Сите средби од последното коло кај кошаркарите ќе се играат во исто време. 5 екипи рамноправно конкурираат за 3 места кои водат во плей-офот, а половина екипи од плей-аутот ќе се преселат во понизок ранг. Во македонската кошарка постои огромна неизвестност околу тоа кои екипи ќе го продолжат надпреварувањето во борбата за титулата, а кои ќе играат за опстанок. Овој факт го примора раководството на Кошаркарската федерација да ја донесе единствената исправна одлука, а тоа е сите надпревари од последното коло од регуларната фаза на првенството да почнат во исто време, во недела од 18 часот. Дури 5 екипи во моментов се наоѓаат на само 1 бод разлика, а 3 од нив ќе продолжат во плей-оф фазата, додека 2 ќе се најдат во непријатна ситуација да играат плей-аут, од каде што дури половина од учесниците, односно 3 екипи, ќе се преселат во понизок ранг. Згора на тоа, ТФТ и МЗТ Скопје во моментов се исто така на 1 бод разлика на врвот на табелата, поради што последното коло треба да го реши прашањето околу стартната позиција број 1, која според новиот систем на еднокружно играње во плей-оф фазата носи предност на домашен терен во однос на најголемиот ривал. Поради ова, буквално сите средби од последното коло имаат тежина, односно резултатот и тоа како може да ја смени состојбата на табелата. Па затоа сите мечеви од 22-то коло ќе се играат во недела, 5 април, со почеток од 18 часот. Замрсеноста е толку голема што постојат повеќе милиарди комбинации околу пресметувањето на крајниот епилог, односно да се одреди кои 3 тима ќе им се приклучат на МЗТ, ТФТ и Пелистер во плей-офот, а во игра се Маџари, Кожув, Куманово, Чаир и Тиквеш. Најголеми шанси за плей-офот има тимот на Маџари, кој во последното коло игра дома со отпишаниот тим на Ангели, додека сето друго се само комбинаторики кои треба да дадат одговори и кои две екипи, односно кои две екипи ќе им се придружат на Ангели, Гостивар, Феникс и Работнички во борбата за опстанок. Двојките за последното коло се следниве: Чаир МЗТ Скопје, Куманово Работнички, Гостивар Феникс, Маџари Ангели, Кожув Пелистер и во Кавадарци Тиквеш ке го пречека лидерот ТФТ. Следува временската прогноза. Променливо облачно со повремени локални врнежи од дожд, а на планините од дожд и снег со послаб интензитет. Ке дува слаб до умерен ветер, а наместа долж по Вардарието повремено засилен ветер од северозападен правец. Температурата ќе се движи од 5 до 15 степени. Почитувани гледачи, тоа беше се во дневникот на КТВ телевизија. Ви благодарам за вниманието и ви посакувам пријатна вечер.